Работевме со сиот капацитет на подобрување на патната, комуналната, туристичката, спортската инфраструктура, на заштита на животната средина, на промоција на преспанските културни вредности, на поттикнување на современото земјоделство, на развојот на образованието, на обезбедувањето услови за економски напредок, како и на многу други активности насочени кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Ресен, истакна градоначалникот на општина Ресен на денешната пресконференција на која даде отчет за сработеното. Стрезовски посочи дека иако за реализација биле предвидени 77 проекти, во текот на изминатите 4 години реализирани биле над 180. Како капитални проекти ги издвои проектот за целосна реконструкција на градскиот водовод, реконструкцијата на системот за улично осветлување во Преспа, како и целосната реконструкција на магистралниот патен правец Битола Ресен Буково. Во завршна фаза е првиот дел од проектот за целосна реконструкција на градскиот водовод во должина од 8 километри, каде со замена на стариот азбестен цевковод со нови ПВЦ профили, граѓаните на Ресен ќе добијат чиста и здрава вода за пиење, ќе се елиминираат досегашните огромни губитоци на вода во системот, а честите дефекти на водоводната мрежа ќе се сведат на минимум. Со реализацијата на овој проект, вреден над 800.000 евра, ќе се надминат и потешкотиите околу водоснабдувањето во неколку повисоки делови на градот. Во текот на изминатиот период се изврши целосна реконструкција на системот за улично осветлување во Преспа, при што сите 2500 живи и натриумови сијалици беа заменети со современи, енергетски ефикасни LED светилки, со што општината доби еден од најсовремените и најфункционалните системи за улично осветлување во државава. Истовремено, беше извршена и канделабриско осветлување на речиси сите сообраќајни јазли на територијата на општина Ресен. Неодамна заврши проектот за целосна реконструкција на магистралниот патен правец Битола Ресен Буково, во должина од над 27 километри. Стрезовски ја истакна и поддршката за развој на овоштарството, но и развојот на Преспа како туристичка дестинација. Изграден е откупно-дистрибутивен центар за откуп и складирање на јаболка со капацитет до 10.000 тони, инвестиција вредна околу 5 милиони евра. Објектот е сместен во индустриската зона Макази, а во индустриската зона, која се наоѓа на просторот на поранешниот Преспатекс, изминатиот период се откупени десетина локации, каде веќе се изградени неколку мали предпријатија и погони, главно од областа на преработките на овошје, но и други дејности, и во кои се веќе вработени над 300 граѓани на Преспа. Бидејќи туризмот останува еден од нашите главни фокуси, со цел негов поинтензивен развој, изградени се две современи и модерно уредени плажи на брегот на Преспанското езеро, во Стење и во Сливница, инвестиција вредна 77 милиони денари. Годинава беше реализиран уште еден грандиозен проект од областа на туризмот, изградбата на двете пешачко-велосипедски патеки, претор Сливница-Крани и во Стење, во вкупна должина од околу 5,5 километри и во вредност од околу 53 милиони денари. Проекти кои во буквална смисла доведоа до вистинска ренесанса на преспанскиот туризам. Стрезовски изјави дека заедно со локалната администрација биле посветени во решавањето на проблемите на граѓаните, при што меѓу другите ги издвои проектите за изградба на стамбена зграда за социјално ранливи категории граѓани, монументалниот спомен музеј на Татарчеви, мониторинг центарот во Стења, реставрацијата на излетничко-спортско-рекреативниот комплекс починалиште и изградбата на отворената фитнес зона, како и изградбата на централната постројка за третирање на биоразградлив отпад компостара.